Постојано слушаме дека во нашата земја се случуваат некакви си герила акции, а особено за време на протестите на шарените револуционери. А што тоа е герила акција, ќе ни каже Христина. Во последно време сме сведоци на многу герила акции низ републикава. Со боење на улици и одбројување на денови со цел да се исполнат барањата на активистите на шарената револуција. Бидејќи се среќаваме со нов поим, редно е да го објасниме. Што значи герила акција? Терминот герила доаѓа од шпанскиот јазик, што се преведува како мала војна. Можеме да го преведеме како зборчето бојкот на македонски. Во модерново време се употребува и во воени, но и во позитивни насоки, како во рекламирањето, донаторските акции и слично. Најважно во герила акциите е тоа што тие не се најавени однапред, се случуваат на локации каде што тој што ги смислил, одлучил дека ќе имаат ефект, ќе испратат порака и ги фаќаат сите други во изненадување. Се нарекуваат револуционерни или бунтовнички движења. Секогаш се во мали групи, во однос на големата маса од другата страна. Суштината на герила акцијата и герилците е да ја кренат свеста и на граѓаните или на оние против кои војуваат. Во војните герилците од ненадеж напаѓале незаштитени места, повторно без никаква најава. Денес се прават ненадени акции во рекламирањето на производи, за да биде што повеќе воодушевена публиката. Во историјата герилците биле оние со пушка и пиштол во своите раце, за разлика од денешните урбани герилци. Пример за урбани граѓански активисти се така наречените герилски градинари. Тие насекаде во светот го трансформираат урбаниот пейзаж, садејќи цвеќиња на јавни напуштени простории без дозвола. Никогаш тоа го прават во тајност, а никогаш пред целата заедница. Но ваквата акција не значи дека треба да се случува само краток временски период. Токму герилските градинари во 1996 година окупирале 53 километри квадратни запуштено земјиште на брегот на реката Темза во јужен Лондон. На земјиштето изникнала заедница наречена просто генијално. Тие живееле таму цели 5,5 месеци пред да бидат иселени. Нивната цел била да се крене свеста за погрешното искористување на урбаното земјиште. Значи, герила акција може да се случува и во тајност, но и пред очите на целата јавност. Кај нас, урбаните герилци не држат цвеќиња во рацете, туку боја. Некогаш прават герила акции ноќе во тајност, а некогаш преку ден, за да бидат видени од целата заедница. Дали овие герила акции ќе донесат некакви промени? Исто како и кај револуцијата. Само времето ќе покаже.